Добар ден, криптоентузијасти. Како што ветивме, денеска имате видео за мантра. Видеото доаѓа во оваа низа на Altcoin недела, која што сега ја доработуваме. Значи веќе се обработени Aether, ATH, Pancake Swap, Alephium и денеска работиме на мантра OM токенот. Така да ова е препоследниот дел од Altcoin неделата. Да се надеваме дека во следната недела ќе успеам да најдем време да го обработим и IOTEX, што ќе завршиме нели со овие 5 токени од последната Altcoin недела. Со тоа што знаете, значи сите оние кои што го следат нашиот канал знаат дека од време на време значи поставуваме пост на кој што бараме да ни представите токени и коини кои што ви се допаѓаат, а доколку се да речеме едни од подобрите ги ставаме оваков тип на блокови, како што е овој блок, и потоа вие гласате во кој редослед овие коини ќе бидат изработени. Значи повторно предложите се од вас, редоследот е од вас, ние само ја работиме работата. Така. Со тоа што ова е последниот блок, тоест предпоследниот во оваа ситуација, значи денеска работиме мантра, останува уште IOTEX да биде изработен во текот на следната недела, а за следната Altcoin недела потенцијално веќе имаме 4 коини, тоа се Jasmy Coin, Sui, тоест прво Sui, па Jasmy Coin, па Hivemapper и Horizon. Значи тоа се следните коини кои што ќе треба да бидат работени. Значи обрнете внимание, следен пат кога бараме има вака интересен пост со некоја позадина на алткоини, каде што бараме да ни предложите одредени коини кои што ви ги преработиле за вас. И нормално идејата е да направиме директорија, односно да направиме една целина на првенствено 100, а потоа и нели многу повеќе проекти од криптосекторот кои што ќе ги обработиме на македонски јазик со цел македонците да имаат почетна анализа на овие проекти. Значи на нашиот канал, доколку скролнете надолу, ќе најдете оваа плейлиста која што се нарекува анализа на коини и токени, каде што буквално досега имаме обработено околу 90 проекти, значи уште 10 ни фалат за да стигнеме до она, да речем, првична цел од 100 различни проекти. Најголемите проекти се веќе обработени, може да ги најдете во соодветно видео на македонски јазик во оваа плейлиста, дополнително. Значи ова е за да имате почетно истражување за тоа кои се овие проекти, што истите представуваат, нели кои се нивните предности и така натаму. И нормално доколку ви се допаѓа да надградите оваа анализа пред да одлучите дали потенцијално би инвестирале во овој коин, односно токен. Како го правиме тоа? Го правиме со одговарање на овие 6 групи на прашања, каде што буквално се обидуваме да опфатиме се што треба да речем одреден човек да знае кога истражува во овој проект. Нормално, како што кажав, на крајот морате ова да го надградите, значи ова е само почетно истражување, секој кој што сака да инвестира, ова не е финансиски совет, ова е само основни информации кои што би требало да ви помогнат за да може да истражите се околу коинот, односно токенот за кој што сакате да инвестирате, така. Сега, денеска разговараме за мантра OM, станува збор за проект од Real World Asset токенизација категоријата, со тоа што нели овдека е RWA отворена како категорија на CoinMarketCap, се извинувам на CoinGecko, каде што можеме да видиме дека е втор по големина, со маркет кап од 745 милиони, че станува збор за солиден проект. Знаете дека во Ондо имаме инвестирано, знаете поради кои причини, има видео за тоа. И на крајот од ова видео, значи понатаму продолжувам да верувам дека Ондо е за мене, барем според мене, подобра опција, но мантра искрено најдов доста добри и интересни информации. Сега, како што знаете, сами нема да ги одговараме овие прашања поред, значи ги одговараме како ќе стигне затоа што секој од овие коини е различен. Со тоа што во однос на апликација и практична примена на коинот, значи дали има други проекти кои што му се конкуренција. Знаете како во Real World Asset токенизација да има други проекти кои што му се конкуренција како Pendle и Ondo, но она што е многу битно е фактот дека овие проекти се прво се уште доста мали, а второ Real World Asset токенизација во однос на тоа колку подкатегории има, дали е тоа стейблкоини, дали е тоа обврзници, дали се тоа акции или пак е суровини и така натаму, недвижности. Значи ја верувам дека ќе има многу голем простор за конкурентност. Се разбираме, значи дека секој од овие, да речем, проекти ќе си го најде своето место кога станува збор за Real World Asset токенизација, односно токенизирање на ствари од реалниот свет. Така да и во оваа ситуација верувам дека затоа што овој простор е се уште доста малку кога станува збор за конкурентност, а потенцијалот е енормен, верувам дека сите овие ќе имаат простор за да може да си го најдат своето место. Дополнително да има апликација од реалниот свет кој што може да го заменат? Не, затоа што сега за сега единствено блокчейн технологијата е онаа која што преку овие проекти може да направи токенизација на реалните ствари и да ги направи во дигитална форма на крипто, односно блокчейн сферата, односно технологијата, така.
Со тоа што во оваа ситуација, значи на второ место ви кажува дека е еден од оние сериозни проекти кој што навистина е длабоко влезен во оваа сфера. Сега малку повеќе ќе се задржиме прво на самиот блокчейн, да видиме што представува, дали е коин, дали е токен и така натаму. Тоа што веднаш може да ви кажем дека станува збор за коин, односно дека мантра има свој блокчейн. Прво гледаме дека аплицирале за паратред, значи сакале да бидат така речено парачейн на Polkadot, но за жал гледаме дека истите никогаш не били изгласани, односно дека ова е неуспешна аукција за паратред на мантра на Polkadot. За жал, ваквиот неуспех, значи би можел да им даде уште поголема интероперабилност ако во исто време и паратред на Polkadot, но реално тоа е тоа, значи не е. Сега, што е? Значи пред да најде своје решение за блокчейн, гледаме дека мантра направила seeding round во кој што добила 11 милиони долари од големи инвеститори. Станува збор за големи инвеститори, претежно поголемиот дел од овие инвеститори се од Блискиот Исток, каде што и моментално се фокусира мантра. Значи ова е чисто за да видите дека навистина има интерес, дека значи големи инвеститори веднаш инвестирале во овој проект уште од самиот почеток. Сега, кога станува збор за тип на блокчейн, за жал нема премногу информации, тоа е малку проблематично, но ако ништо друго барем се нови и се веродостојни во однос на тоа дека пак ваков тип на големи инвеститори не би инвестирали 11 милиони долари во проект во кој што не гледаат потенцијал и ова е нели не е вистина ако веќе така зборуваме. Со тоа што официјално, значи мантра е layer 1 блокчейн со delegated proof of stake консензус развиен на Cosmos преку Cosmos Software Development Kit. Што значи дека моментално мантра матично представува уште еден блокчейн кој што е delegated proof of stake кој што е на Cosmos екосистемот. Но не е исклучиво на Cosmos, има интероперабилност и поврзана со и BNB, односно Binance блокчейн и со целиот екосистем на Ethereum. Значи они матично го развиле овој блокчейн на Cosmos со цел да имаат свој блокчейн, но ќе видиме дека поголем дел од нивните токени се на Ethereum, верувале или не, и тоа огромен дел од токените. Значи еве како изгледа инфраструктурата, значи самата основа, значи апликацијата се наоѓа на Cosmos со Software Development Kit, додека консензус и нетворкинг се наоѓа директно на самиот мантра блокчейн. Со тоа што можеме да видиме дека има 5 типови на layer, односно нивоа, каде што гледаме дека само execution layer, односно основниот блокчейн layer, кој што е, знаете и сами, леерот кој што буквално ја врши извршувањето на главните функции на самиот леер, запишувањето на блокови, се наоѓа на Cosmos. Така, додека интероперабилност, стейкинг, кој што е нели валидатор на нодовите кои што ги имаме моментално на мантра, модул леер и application layer за dApps се наоѓаат на самиот мантра блокчейн, значи матично на така речено засебен блокчейн од execution layer. Сега, значи нема премногу, за жал навистина нема ни соодветно објаснето околу целиот овој дел. Повторно, гледаме дека поголемиот дел од овие блокчейни кои што се изградени со Software Development Kit на Cosmos се доста солидни, значи има доста такви примери, така. Со тоа што и во оваа ситуација значи станува збор за Delegated Proof of Stake, што реално е еден од попопуларните блокчейни кои што моментално го знаеме, ќе разговараме малку подоцна и за нодовите, мада и за нодовите нема доволно информации, значи има начин како да се направи нодот, но реално не постои, да речем, дел каде што можеме да видиме колку нодови има активни и така натаму, значи не можев да најдем нигде, посебно не на нивната страна. Сега кога сме веќе кај нивната страна, гледаме дека мантра самата по себе како блокчейн layer 1 си има на нивната официјална страна начин како да правите првенствено стейк, значи тој дел ќе ви го покажам сега, а посебно кога станува збор за стейблкоини за OM токените, каде што гледаме ова се основните wallet-и кои што ги користат, значи тоа е доколку сакате wallet на самиот мантра блокчейн, додека исто така може да ги користите и Ethereum wallet-ите, кои што моментално овдека може да ги видите, со цел да може да направите стейк. Значи затоа ќе ви покажам дека поголемиот дел од OM токените се на Ethereum блокчейнот. Сега, во однос на стейкинг, значи тоа е малку подоцна ќе го објасниме, само да видам дали беше овде. Да. Значи гледајте, значи не е само OM токенот кој што може да биде стейкт директно, туку исто имаат партнерство и со Ondo.
Значи тоа е оно што ви го кажував јас дека има доволно место за конкуренти, па затоа Мантра моментално е во партнерство со Ondo, каде што USDY се користи и на самиот Мантра блокчейн. И дури се гледаме дека може да го правиме стейкинг на USDY од Ondo со 5,35 годишен yield. Така да реално ова не е воопште лошо, така. Дополнително ќе поразговарам малку повеќе за останаците. Еве, погледнете, значи овдека буквално гледате дека станува збор за партнерство помеѓу овие два блокчейни. Со тоа што имаат и своји аудиторски куќи, Морган Стенли е една од нив, значи ова не е мала работа, кога Морган Стенли е оној кој што ви прави аудит, едноставно проверка на сето оно што моментално го имате како финансии, тоа би требало да покаже дека е доста добро сето ова што моментално го гледаме. Сега, значи тоа е во однос на партнерството со Ondo Finance, пак е на некој начин дел од самиот блокчейн реално. И еве, значи Ohm Staking, каде што гледаме дека Ohm Staking може да биде направен и на Ethereum, и на BNB, и на Polygon. Каде што прилика на годишно ниво дава 35% награда доколку правите Ohm Staking на овие три блокчейни. Значи ова е чисто да видите дека истиот токен е, тоест коин, се извинувам, на 3 тоест на 4 во оваа ситуација би рекол блокчейни достапен и доста користен, ќе го покажем и тој да малку подоцна. Значи ова е сега малку повеќе околу самиот блокчейн би рекол. Значи ова е, да речем, што се може да најдете во самата апликација и во самиот блокчейн. Една многу битна работа која што успеав да најдам е Мантра и инкубаторот. Значи инкубаторот во оваа ситуација може да аплицира било кој и затоа ви го покажувам ова затоа што гледам дека во Македонија се развиваат некои проекти, ако нешто е потенцијално, верувам дека и би било земено во предвид. Односно, погледнете. Значи ова е така речено што ви овозможува овој проект доколку одлучите да побарате да бидете дел од екосистемот на Мантра. Значи вие практично влегувате во овој инкубатор, така речено Мантра инкубатор и погледнете. Прво, значи ќе бидете повикани доколку им се допаѓа проектот нормално 2 недели во Дубај за да го представите вашиот проект. Потоа 8 недели во Хонг Конг, каде што буквално значи правите се што треба нели за да се развие овој софтвер до степен на негово лансирање и уште 2 недели во Сан Франциско, каде што буквално значи ќе можете да пробате да направите така речено официјален лаунч, да пробате да најдете seeding round, значи буквално се што е потребно за еден проект потенцијално да успее. Така да веќе 3 проекти имаат успеано и се одбрани во овој инкубатор, тоа се овие проекти, може да ги погледнете многу едноставно на нивната страна и нели да видите како сето тоа било направено, доколку потенцијално сакате да аплицирате за оваа програма, додека во однос на Мантра партнери гледаме дека има некои битни имиња како Chainlink, знаете и сами најголемиот Oracle, Ondo, како што веќе го спомнавме, MAG е нешто што ќе го спомнеме во следниот дел, каде што ќе разговараме за неговите real world партнери во однос на бизнис. Гледаме и некои други кои што јас искрено не ги знам највеќе, Trusted Wallet, исто како и претходниот кој што го видовме овде, а тоа беше Kepir. Така да нема нешто многу, гледаме дека е така речено на почеток и Zande исто така уште една компаниите кои што моментално има партнерство со Мантра, зашто ќе поразговараме малку подоцна. И ова е во однос на самиот Ohm токен. Сега, ова е каде може да го купите, ќе разговараме за токеномијата малку подоцна, токеномијата му е доста добра, морам да признам. Значи, Binance, OKX, Gate.io, KuCoin и Uniswap е моментално местата на кои што може да купите овој коин. Ќе поразговараме малку повеќе кога ќе стигнеме до нормално самата апликација, односно токеномија на коинот. Сега, како што кажавме, станува збор за tokenized real world assets, но во оваа ситуација во однос со тоа кои му се партнери и каков тип на токенизација врши, за жал се уште немаме овдека категорија каде што би можеле да го вкрстиме, затоа што истиот не прави токенизација на ниту на стейблкоини, ниту на обврзници, ниту на ресурси. Туку прави буквално првенствено на real estate и на авиокомпании во однос на акциите. Стокс нормално знаеме и сами дека се уште нема некоја голема репрезентативност, значи станува збор за најголемите компании, овдека не е спомната компанијата со која што се работува моментално самиот Мантра, така да затоа сакам да ја кажам дека на пример на Real World Asset токенизација страната не можеме да најдеме никакви податоци за неговото постоење, затоа што категориите во кои што истиот работи се уште не се следат, така. Значи тоа е една многу битна работа. Сега во однос на DAO, значи они имаат свој DAO кој што функционира на Snapshot. Ова е страната на која што може да го најдете. Значи Snapshot
dash/mantra_dao.it, така. Значи ова е, добро, со цртичка, се на англиски, само цртичката на македонски. Како и да е, значи на Snapshot имаат свој DAO, каде што моментално одлучуваат во однос на тоа како ќе се развива самиот проект, значи се обидуваат да бидат што по-децентрализирани. Сега ќе поразговарам малку за партнерствата, но има уште една битна работа која што треба да се спомне. За жал, истите се поврзани со судски процес. Тоа е нешто што не е добро за било кој. Сега пред да продолжиме таму во однос на оперативниот систем и на потенцијално што ви е потребно за да имате свој нод, значи јас ќе го ставам овој линк и ќе може да погледнете се што ви е потребно, значи ова е во однос на основата, кои се систематските во оваа ситуација, значи која е конфигурацијата на компјутер која што ви е потребна за да може да имате свој нод, а во вториот таб Setup and Deploy a Node е буквално детално како може да направите свој нод на во оваа ситуација на Mantra. Така да доколку сте заинтересирани, следете ги, овдека може да ги најдете сите информации на страната која што ќе оставам во дескрипција на ова видео, доколку сакате да потенцијално нели имате свој нод на Mantra блокчейнот. Сега, следна битна работа во однос на партнерствата, значи само да видам каде ни е тој, дел, Roadmap, партнерства. Значи Zendbank е она на почетокот кој што ја покажав, реков дека ќе ви кажам малку подоцна што уствари се да представува. Најголемите три партнери кои што Mantra ги има се од Обединетите арапски емирати. Тоа уште еднаш покажува дека оваа земја на вистина се обидува што може побрзо да направи адаптација на се што е крипто на сопствена територија, свесни се кој е потенцијал. Ова е една од најголемите банки во Обединетите арапски емирати, Zend банка, сега Zend банк така се нарекува, која што нели има соодветна лиценца за работа и така натаму во Обединетите арапски емирати, но моментално Zend банка и Mantra се обидуваат заедно да добијат дозвола од овдека Virtual Asset Regulatory Authority of Dubai за токенизирање, и тоа во овој конкретен случај за токенизирање на услуги од банкарски аспект. Односно, наместо тоа да биде правено како досега со, да речем, сметководствен систем, тоа да биде правено на блокчейн директно. Што значи дека идејата на оваа банка е да го користи Mantra блокчейнот за било каков тип на банкарски услуги од типот на, пак ќе кажам, нели, кредити и така натаму. Така да, буквално се што моментално една банка работи, се обидуваат да го направат on-chain. Така да ова е многу добро, затоа што ќе биде потенцијално можеби еден од првите ефективни примери каде што банка директно работи on-chain на одреден блокчейн. Тоа е она што ние моментално го очекуваме, затоа што колку повеќе банките се вртат кон блокчейн технологијата, толку повеќе блокчейн технологијата е заштитена. Затоа што банките со сопственото лоби би ја заштитиле технологијата која што ја користат за сопствениот бизнис, така? И затоа во оваа ситуација пак, значи ако не можеш да ги победиш, придружи им се затоа што во спротивно нема да постоиш, така? Значи и во оваа ситуација неминовно е банките или да се приклучат или да престанат да постојат и верувам дека во многу случаи тоа ќе биде конкретно и ситуацијата. Следна битна работа и нешто интересно е Novus Aviation Capital, така се нарекува оваа компанија, која што исто така има договор со Mantra и тоа погледнете, овие договори се доста блиски по датум. 5 јуни 2024, Mantra Novus Aviation 14 август 2024 и последната која што е со Real Estate Builder Mag Group е од 3 јули 2024 година. Значи успеале да најдат три големи клиенти во само 2-3 месеци, така, значи станува збор за проект кој што станува се популарен. Со тоа што вели во оваа ситуација, значи вкупната вредност на, да речеме, индустријата на авиација е околу над 200 милиарди долари. Со тоа што во оваа ситуација, значи идејата на Novus, колку што успеав да разберам, Novus Aviation Capital е да искористи Mantra за онлайн акции. Значи, во кратки црти од тоа што успеав да го сватам е буквално акциите да можат да бидат запишани и продавани и тргувани онлайн, односно on-chain, се извинувам. Така да, она што ние го зборуваме за овие акции кои што моментално ги гледаме, значи тоа се извинувам, stocks, значи гледаме дека поголемите компании веќе почнале да се занимаваат со on-chain издавање на акции, Nvidia, iShares, MicroStrategy, Tesla, Apple, така. Во иста ситуација гледаме дека и засебни компании се обидуваат тоа да го решат со сопствена солуција на одредени блокчейни како во оваа ситуација преку Mantra. Значи ова е доста добро, затоа што на некој начин другите компетитори веќе немаат избор освен да го следат овој пример или да заостанат пред оние кои што имаат подобра технологија
во така речено во својата работа. И уште една интересна работа која што ја најдовме, тоа е Mantra и Real Estate Builder Mag Group, една од најголемите така речено градители или градежни компании во Обединетите арапски емирати, Mag Group, која што значи учествувала во овој seeding раунд од 11 милиони долари, а дополнително, значи како интересно го прават тоа, значи практично оваа градежна групација, овие големи така речено проекти кои што ги прави, како што е моментално Кетура резерватот во Дубаи, да го токенизира. Односно самите да речем недвижности кои што ќе бидат изградени во овој резерват, како што они го нарекуваат, значи ќе бидат токенизирани. Сега, ова гледаме дека во Дубаи е реално, затоа што Дубаи е склон и се движи во таа насока, што значи дека токенизирање на недвижности ќе биде доста реално, значи доста изводливо. За разлика од тоа, ако вие направите токенизирање во Македонија, во катастар ќе ве гледаат како да сте испаднале од бардовци. Но за разлика од Македонија, значи има семеи кои што се прифаќа технологијата и се обидуваат луѓето да ја адаптираат, па така гледаме дека овде ќе има доста голем интерес, со тоа што вели дури и следниот пакет на токенизација кој што ќе треба да го прави Mantra е недвижности во вредност од 75 милиони долари, односно оваа мега меншен или како мега вила, која што е дел од Ritz-Carlton резиденциите. Како и да е, значи ви покажува дека навистина големите компании имаат интерес во real world asset токенизација и во оваа ситуација верувам дека тоа ќе помогне на оваа компанија да се развива во добар правец. Една негативна ствар која што ја најдов е поврзано со кривични и судски случаи. Моментално во Хонг Конг се води случај помеѓу два ентитети, во кој што едниот е самиот Mantra DAO, кој што веќе покажаме, значи они имаат своја децентрализирана организација која што одлучува со OM токените, значи вие вовдека мора да гласате за секој од овие предлози со OM токени, додека во оваа ситуација постои уште една организација која што се нарекува Rio DeFi, кој што тврди дека овој проект е негов, кој што учествувале уште од самиот почеток. Се уште нема разрешница и проблемот во целата оваа ситуација е што потенцијално, нели, постои можност овој проект да биде доделен на Rio DeFi, со тоа што практично ќе се одземат правата на Mantra DAO, што не би требало да биде случај, значи ова е неприфатливо затоа што овој проект се децентрализирал доволно и моментално оние кои што ги поседуваат OM токените се оние кои што одлучуваат во кој правец и како ќе се движи овој проект. Сега наеднаш ако судот донесе одлука дека треба да го врати овој проект назад на Rio DeFi, што не можеме да знаеме што ќе се случи, затоа што овдека имаме вест која што е релативно нова од 13 август, значи не е стара ниту еден месец, каде што судот во Хонг Конг побарал буквално од двете страни да се произнесат во однос на нели сопственоста на Mantra DAO, значи на самиот Mantra блокчейн, значи они ќе мораат да достават соодветни докази за да се види кој е вистинскиот собственик на овој проект. Така да ова е една многу битна причина поради која што јас не би одлучил да инвестирам во овој проект дефинитивно сега, дури и да сакав. Но пак ќе кажам, че јас и понатаму продолжувам со Ondo Finance, затоа што за сега гледам голем потенцијал во истиот, каде што овој потенцијал е веќе насочен и можеме јасно и недвосмислено да го видиме во било кој момент кога ќе кликнеме на US Treasuries, така, што дека можеме јасно да видиме, Ondo Finance се наоѓа буквално веднаш после BlackRock. Значи и USDY и USYC, USDY и UOSG, двете се моментално на Ondo Finance и можеме да видиме дека растат, значи дека неминовно нема никакви судски пресуди, во партнерство е со Buidl, тоа е нели платформата на BlackRock, што значи дека јас имам големи очекувања од Ondo, за разлика од тоа не велам дека немам очекувања од овој проект, јас искрено не бев ни запознат со овој проект, но ова е проблем. Ви кажувам веднаш, значи ова е проблем кој што може да направи раздор во еден проект многу лесно, посебно ако судот донесе одлука која што е против заедницата во оваа ситуација против Mantra DAO. Останува да видиме, но ова е нешто што сакав да ве предупредам да го имате во предвид. Во однос на техничка анализа, за жал исто така нема нешто многу да се зборува, погледнете, значи на месечно ниво станува збор за доста нов проект, иако е од 2021 година, тоа не го менува фактот дека ова му е званично прв bull market. Тоа е позитивно, знаете, сами секогаш разговараме дека оној кој што има свој прв bull market моментално, најчесто има многу добар bull market и во оваа ситуација не гледам причина зашто тоа не би бил случајот. Со тоа што гледаме дека со завршувањето на овој даунтренд и оваа, да речем, месечна тренд линија, тоа е, верувале или не,
значи во октомври 2023 година, а како и сите досега алткоини, знаеме што се случи во октомври 2023 година, добивме така речено мини бул маркет во кој што поголемиот дел од алткоините има свој така речено мини бул маркет. Така, со тоа што до кога траеше овој бул маркет? До март 2024 година, каде што за разлика од другите кои што има да речем стагнација и пад, гледаме дека ОМ и понатаму продолжил да расте, но гледаме дека е растот во многу позабавено темпо. Тоа е нормално поради стагнација на самиот пазар. Значи има интерес очигледно за овој коин, но гледаме дека интересот е забавен баш поради така речено стагнацијата на остатокот од пазарот. Значи погледнете. Буквално овој дел каде што имавме огромен напредок на сите алткоини, истиот го има во секој чарт кој што моментално го видовме досега. Тоа ви кажува дека генерално алткоин сезоната се движи во исправец за сите коини. Е сега нормално, овде каде што имате за поголемиот дел пад, за некои имате стагнација, за некои имате дури и благ раст, како што во случајот со ОМ, но тоа е реалност, значи не може сите да бидат исти нормално. Е сега во однос на неделно ниво, значи на месечно ниво истиот е oversold, но знаеме дека oversold може да биде и по една година некогаш кога се наоѓаме во активен bull market, додека кога станува збор за неделна, да речем, анализа, од моментот каде што почнуваме се движиме нагоре, доколку го поставиме Фибоначи, можеме да видиме дека истиот се наоѓа моментално на 38,2% корекција од претходниот all-time high, затоа што успеавме да направиме нов all-time high, со тоа што гледаме дека следното ниво на многу солидна поддршка, која што уствари самиот почеток на овој чарт, е негде околу 57 центи. Не велам дека ќе стигне до таму, но само сакам да ви напоменам дека тоа е, доколку добиеме некој даунтърн на целиот пазар, тоа е солидно место каде што би можеле потенцијално повеќе да акумулирате, како и овој 50 ниво на Фибоначи, но погледнете овдека. За разлика од ова 50 ниво на Фибоначи, 50% или 0,5, 0,687 нивото се наоѓа во исто време веднаш до bull market support, се извинувам, до Bollinger бендот на долната граница, се наоѓа до 100 неделната средна вредност и во исто време се наоѓа нормално на ова тренд линија која што се наоѓа на оние 50. Значи овде ќе имаме така речено конвулзија на повеќе индикатори и формации кои што ни покажуваат дека ако цената падне до 57, најверојатно ќе направи и локално дно пред продолжување нагоре. Ова е во случај да имаме негативни вести или лошо движење на пазарот, така речено. Така да имате од тоа превид, ова според техничка анализа е она што моментално можам да го видам, но пак ќе напоменам, јас постојано кажувам истото, ќе го кажам уште еднаш, јас очекувам дека генерално целиот пазар се наоѓа во пред потенцијален масивно движење нагоре, но останува да видиме. Јас не велам дека тоа ќе се случи утре, генерално јас очекувам дека алткоините имаат многу добра година пред нас, дури и тоа да биде забавено, дури и тоа да почне не знам во ноември-декември, сепак очекувам дека ќе имаме масивно движење на алткоините наскоро. Неговата цена е 0,88 центи моментално, тоест 88 центи. Е сега, битна работа околу токеномијата која што мораме да спомнеме е фактот дека моментално имаме 843 милиони во циркулација, а само 888 милиони total и max supply. Значи дека скоро сите токени моментално се пуштени во употреба. Тоа е многу битно. Односно ефективно немаме инфлација. Е сега една друга работа која што ме буни, затоа што матично овој проект е знаеме дека е на космос, така. Погледнете сега овде. Circulating supply од 888,88 милиони токени, 843,16 милиони токени се наоѓаат на Ethereum. Така. Со тоа што 6% се наоѓаат на Polygon и 4% се наоѓаат на Binance Chain, значи ние дури немаме ништо моментално на Космос, освен самиот execution layer. Што значи дека ниту еден токен не е моментално на Космос екосистемот, а е компатибилен со Космос екосистемот. Така, значи погледнете, ако отидеме на Binance, 26,6 милиони токени се наоѓаат на Binance Chain и на Polygon се наоѓаат 50,17 милиони токени. Така да гледаме дека ниту еден токен моментално не се наоѓа на Космос. Но тоа не го менува фактот дека и понатаму се матично се наоѓа нели самиот execution layer на Космос екосистемот. Е сега, друга битна работа која што мораме да спомнеме е значи самиот vesting schedule, иако е завршен, значи мораме да видиме како завршил и кој колку добил од овие токени, така. Значи можеме да видиме дека генерално дури ако провериме овдека, ќе видиме дека мантра нема vesting schedule, односно погледнете. Значи мантра нема. Така, ако запишеме ом, исто така ќе видиме дека нема свој vesting schedule и овдека можеме да видиме дека
asset is fully unlocked. Значи ова е на dropstab.com за мантра дека целосно е отклучен овој коин. Што значи дека немаме веќе unlocks. 30% од вкупната количина на овие 888 милиони токени се задржани за стейкинг. Ова е доста битно. Значи погледнете која е сумата, 266,67 милиони. Така, тоа е колку вкупно се задржани за стейкинг, за да може Delegated Proof of Stake да продолжи да постои и нодовите да добиваат награди за пишување на овие трансакции. Не е страшно со оглед на фактот дека само 17,5% е за тимот и advisors. Потоа имаме private round, ова се тие 11 милиони кои што ги имаат добиено, тоа се 9% од токените кои што ги имаат продадено нормално и public sale 8,5. Така да ние вкупно имаме негде околу 17,5% од токените, кои што и самиот Team Advisors, кои што се наоѓа кај VCs, односно тоа се venture capitalists, тоа се луѓе кои што имаат пари и влегуваат во проекти пред ние да знаеме дека овие проекти постојат. Тоа е малку проблематично. И ова е потенцијално количина на коини кои што може да ни биде направена дамп. Но една битна работа е фактот дека доколку сакале до сега да продадат, тоа и ќе го направиле. Односно, доколку сакале да продадат, со оглед на фактот дека поголемиот дел од овие, да речем, инвеститори купувале овде, сега значи со овие, не знам, 3000% раст, сигурно до сега веќе ќе на некој начин би направиле дамп доколку сакаат да го направат. Тоа значи дека има потенцијал поради кој што се уште држат. Иначе, ако го направиле тоа, ние веќе ќе видовме солиден пат на цената, така. Значи, но сепак, битно е да се знае дека овде ќе имаме голема количина на коини кои што може во било кое време да ви биде направен дамп. Сега, за жал немаме вести околу девелопери и околу GitHub скрипти. Значи, моментално ќе го провериме тоа. Значи, знаете дека многу често проверуваме и овдека да видиме дали нема. Значи, гледате, ќе запишеме мантра, нема ништо. Значи, за жал немаме информации за тоа колку девелопери работат на овој Layer 1, а знаете дека кога станува збор за Layer 1, потребни се многу девелопери, Layer 1 блокчейните бараат многу девелопери за нивниот развој, а овдека немаме никакви информации, можеби затоа што се уште нов, не знам, но битно е дека за жал нема. Исто и овдека, значи кога ќе запишеме мантра, не ни дава ништо, исто и така. Значи не ни дава никакви информации за жал, што значи дека немаме никаква информација за тоа како и колку се развива овој проект, дури нема никаков roadmap. Значи кај нив roadmap е буквално партнерството, дека се движат кон real world asset токенизација и дека има неколку партнери. Значи нема дури на нивната соодветна страна, нема roadmap, барем јас не успеав да најдам. Нормално, ако некој најде нешто дополнително, ставете го во коментар на ова видео, така да сите гледачи ќе можат да го погледнат тој дел и да добијат повеќе информации доколку јас нешто сум пропуштил, затоа сме заедница, така. И во однос на мантра, ако погледнеме моментално за неговата децентрализација, воопште не е лоша, со исклучок на овој еден новчаник кој што содржи 215 милиони и 285 илјади токени, кој што е 24,22%. Но, со оглед на фактот дека знаеме дека постои голем новчаник од 266 милиони 67 за стейкинг, голема е веројатноста дека ова е тој новчаник. Значи, одговара количината на токени, плюс не заборавајте дека они до сега веќе 2 или 3 години на сите они кои што имаат нодови им даваат награди, што значи дека затоа е намалена оваа цифра, која што овдека гледаме дека е малку поголема, 266, овдека е 215. Има логика ова да е новчаникот кој што моментално дава staking rewards. Но би било паметно од нив да пишат овдека staking rewards или такво нешто, значи тоа може многу лесно да го направат, само треба да потврдат дека тој е тој новчаник, но не го направиле. Единствено овие два новчаници се проблематични со 5,6 и 4,7%, додека за разлика од останатите каде што гледаме дека овие големи новчаници се поседувани од централизирани менувачици кои што сигурно нема да направат дамп, останатите се солидно мали. Значи 1,7 воопште не е проблем и надолу гледаме дека имаме солидна децентрализација. Значи првиот е очигледно, барем според моје мислење, staking rewards, вториот и третиот се проблематични, потенцијално некој VC, значи некој од овие големи компании кои што ги купиле овие токени на самиот seeding round, додека останатите се доста безбедни. Пак, главните два проблеми кои што успеав да ги најдам со овој проект се нивната моментална судска, да речам судски случај во Хонг Конг и така речено проблемот што нема доволно јавни информации. Значи они се Layer 1, а нема никакви информации за
девелопери, никакви информации за скрипти, колку моментално се аплодираат на GitHub, нели, самиот развој на блокчейнот. Значи моментално немаме доволно информации да видиме дали и како функционира самиот проект. Немаме roadmap, јас не најдов никаде, ако се најде такива замолам да го споделите со мене. Гледаме дека има капитални, да речам, формации кои што влегуваат моментално во овој проект. Значи со оглед на фактот дека големи компании од Обединетите арапски емирати инвестираат во него или соработуваат со него, тоа не го менува фактот дека пак ова за мене е малку затворена, да речем, кутија, не знаеме точно што се случува. Сега некогаш треба да земеме ризик, тоа ви го покажува фактот дека сите оние кои што го виделе овој проект како интересен и инвестирале, до сега потенцијално кои инвестирале на дното на овој bear market би биле во профит 7000%. Но знаете како, ваков тип на мали проекти едноставно многу мал број од нив успеваат. Така да не го гледате ова како промашај, се разбираме. Значи многу ретко се случува вакви мали проекти да успеат, затоа што првенствено и да се многу добро потенцијални, тоа нема да ви го кажат вас. Ќе го кажат на некој VCs кои што прво ќе купат, па дури од кога овој проект ќе скокне, не знам, 3000%, вие тогаш ќе разберете за него. Зашто така функционира. Така да не го гледате ова како негатива, ќе има и други нови проекти, ќе има постојано нешто ново во технологијата, ако сте го пропуштиле, тоа е тоа. Затоа јас не би сакал моментално да влегувам во ваков проект кој што е 7000% плюс од неговото дно. Но пак ќе кажам, ова е прв бул маркет, очекувам дека истиот ќе има солиден бул маркет, ако нели не направи тимот некоја глупост или пак ако оваа судска пресуда или судски случај не се претвори во драма или такво нешто. Генерално најчесто ваков тип на проекти кои што имаат соодветни партнери кои што се трудат, имаат и солиден прв бул маркет. Останува да видиме, но уште еднаш морам да напоменам дека во Real World Asset токенизација јас и понатаму останувам со мојот прв избор, а тоа е Ondo Finance. Поради причини кои што детално ги објаснуваме во видеото за Ondo Finance, треба да ја надградам мојата позиција, моментално е негде околу 1 или 1, нешто проценти, значи е многу мала, но во Real World Asset токенизација дефинитивно ќе се задржам со овој проект. И за крај само да напоменеме дека очекувајте во текот на утрешниот ден да имате специјално неделно видео каде што ќе направиме пеглање на Бенџамин Коен на последното негово гостување во Altcoin Daily, каде што буквално го потврди тоа што ние постојано го зборуваме, дека време е најдобро моментално за купување на алткоини, кои што он постојано ги ругаше и кои што постојано зборуваше дека треба да се купува биткоин, за наеднаш сега да го смени своето мислење и да каже дека во тековната година се очекува да имаме многу подобар перформанс на алткоините за разлика од биткоин, но за тоа повеќе во текот на утрешното видео. Сите оние кои што се нови на каналот, значи кога ќе дојдете на самиот канал, погледнете го ова видео овде, со цел да ви стане јасно за се што може да најдете на каналот, тоа е така речено воведно видео, а дополнително значи уште еднаш сето ова што го работиме е бесплатно, се обидуваме да го така речено описмениме македонскиот народ за крипто и блокчейн технологијата, за геополитика и економија, со цел да биде успешен инвеститор, така да помогнете ни. Се што бараме за нашата напорна работа е буквално лайк, шер, сабскрајб и комент на видеата и нашите постови, со цел да може едноставно оваа материја да се проширува и понатаму. Така да помогнете ми да помогнеме на што повеќе македонци. Дополнително во дескрипцијата на секој од нашите видеа може да ги најдете сите наши социјални мрежи каде што може да следите работата на нашиот канал, затоа што имаме многу повеќе информации од оние кои што ги објавуваме на самите видеа. Дополнително имаме резервни канали на Odyssey, Rumble и Rutube, каде што моментално одново ја аплодираме целата наша едукациона материја, оние 123 видеа од едукациониот курс, кои што може постепено да ги следите доколку сте нови на нашиот канал, така да на Facebook страната, на Twitter страната, следете ги постовите од Rutube, тоа е така речено повторно аплодирање на целиот овој курс од 123 видеа, со цел да стигнете до оние кои што веќе ги имаат проследено сите овие видеа. И нормално за крај ги имам овие алткоин, овие блокчейн адреси, затоа што многу од вас инсистираат да не честат едно кафе. Нормално мене не ми е потребен ниту еден денар од македонската нација, се што работиме бесплатно за македонскиот народ, така да сето ова што сте го пратиле ова како донации на овие блокчейн адреси ќе биде искористено за добротворни акции во Македонија. До сега веќе го направивме во 2 наврати, исто и оваа апликација која што може да најдете овдека, која што се нарекува Buy Me a Coffee или Купи ми кафе. Значи се ова што моментално сте го пратиле, веќе беше пратено на една црковна организација од Велес во донација во прехранбени продукти, може да ги видите видеата на нашиот канал, каде што буквално транспарентно покажуваме се што сте ни донирале и се беше дадено на македонскиот народ назад. Значи уште еднаш јас немам никаква потреба од 1 цент од македонскиот народ, се што правам со цел да остане за македонскиот народ
оваа писменост дури и во години напред, да може во било кое време секој оно кој што одлучи да се информира за блокчейн технологијата и макроекономија и геополитика, тоа да го направи на нашите канали. Ви благодарам, се гледаме утрешното видео и поздрав од Крипто Гемиџи.